Види, како може за една врата да има многу поќел лор, кај што само добиваме сцена за како пробува да ја отворил првиот филм, а водава кај што има илјадници душе и заробени у неа, нема толку лор. Здраво, добар ден. Добродојдовте у следната епизода за Lord of the Rings. Јас сум Божидар. Со мене денеска е сега, ова е вториот филм од Lord of the Алекс, Rings. и кој филм го гледаме Lord of the може Rings, сега, Боже? The Two Towers, така? Да, двете кули. Нешто слично како Да, не, нали? преведено двете кули. Океј, не се рушува кулета. Не се рушува кулета, така да можеш да спариш со тоа. Управо си. Океј. Пошто со сила ме тера да ги гледам филмове, денеска ќе збориме за тоа, за ќе ги кажуваме нашите мисли и нашите намилени моменти во филмот. Да, сега малку се претеруваш со сила, овие доброволно го гледаше, иако се зачуди кога го виде рантајмот 4 сата. Колку мислев дека беше? Да, колку беше ушо кога го виде 4 сата? Многу, пошто таму... Не, колку беше шокиран кога го виде дека е 4 сата? Пишуеше Ти дека беа е 3 мислите? сата, усори испана 4 сата. И викам, нема шанси ова да го догледамо, ама го догледав. Зошто сваки филм Мислам дека подолг за еден наредниот сат? е уште подолг. Ама не за многу, мислам дека нешто како поласет или така е подолг. Не знам зашто ќе, зашто овие филм не завршува баш кај што завршува книгите. Уште подолг Овие беше. можеле малце да опушта подолг, другиот исто Да, уште тоа да им биде треба. исто долги, ама не знам. Добро. Така они се Сега, одлучиле. За почеток. Ама малце е подолг, не многу, поласет. Чекај, не, пред да почнеме. Ваќе, да те прашам, што мислиш, кои се тие две кули во мислим филмот? така Знам што дека го гледаш, ама ме интересира. седеше Кои се тој- тие две кули? Што Што беше нели двете барано, кули? White Wizard, да. Айзенгард, да. И другата кула е, мислим дека тоа со... Айзенгард, окото, значи? вајда? Или вулканот? Вулканот е Да, вулканот многу и чудно. вулканот Многу е чудно логички. кој преведе. Маунт Дум, или како би било преведено на македонски, планината пропаст. Да. У филмовите е втората кула е Барадур, кај што Да. нели тоа кој кај што е главната тврдина на Саурон, од кај што нормално ги собира сите своји војници, така? Уклучујќи нели људи и оркови почне филмот, и значи, се живо и диво што ќе најде по филмот, улиците. почне Океј, со... како почне филмот? Да. Со нашиот со Фродо, така? Со Фродо почне. Да, со Фродо и Сесен, како они продолжува со нивната авантура да стигнат до таа кулата со окото. Или не, до вулканот, до вулканот. Не иде кулата со окото, Се збунив. Значи, не иде да му го даде прстенот да ама му дали го ќе врати беше да го ништа. поинтересно? Многу различна приказна ќе беше тога. Не, знаеш што ќе беше тој приказната? Чао. Го сакате прстенот, ви го, чао, ќе се видимо.
со Назгул уште во првиот филм и толку ќе завршеше. Имаше како светот пропаѓа во огин или нешто. Не разбираш. Самата авантура. И се они дури и да така не снели планира се слага надоле фактички. Дури спија се појави овие Голум, така? Дека се појавува Голум. Ки што пробува да го украде прстенот од Фродо и нормално не успеа. Малку со потешкот и го тргнале, но на крај успешно го заштитиле прстенот и Голум после тоа сакал да го гледал Фродо како мастер, пошто он го имал прстен. Да, да и затоа го гледа после како мастер, а другиот да, мастер го викал, сори. Он го спаси, нели? Сем сагаше го те, па он го спаси, да. Убеден дека може Голум да има. Не гледа мастер, туку мастер го вика, нели? Дека може да ги води до Вукан, и што сака он и Дида. Да, да, и до Морда. Искрено ти кажем. Поготово ако првото нешто, мојата прва интеракција со него е да ми украде нешто. Океј, чекај те прашам, океј. Ако го видиш ти Голем, ти би му верувал него? Да, сосема дека разбирам. Фродо е само многу добар, би рекол. Што Не, Фродо е излажен. Гандалф го лажеше Фродо за да му верува. Нели, у првиот филм го видоа малце, нели, како ги следи. Да. И Гандалф речека, не треба го тепамо, нека ти он бил човек. Разбираш? Да, право си. Да, ми текна се. Ки што, да, Гандалф му збори и он бил човек. И затоа се појче му верува. Технички, и затоа не го брка. Ама да. Да, туку е кажа. И можеш да ќе ни помогнеш, можеш да го знаеш путот. Што технички им помогна. Не, окей, се сеќавам. Има време. Се сеќавам ја на крајот од филма, нели, при крајот, што се деси. Ама гледај, книгите завршува ако излага од Осгилијат, нели? Книгите. Филмот завршува ако излага од Осгилијат. Книгите завршува у Пират Унгол, ме разбираш? И тога ситуацијата малце различна. И у филмот, мислим, нели имаш малце покасно, нели, кој збори сам со себе, нели, ме предадоја, не, нели? Да. Ка сплит персоналити. Има кој збори таму кој ги каже своите планови и тоа. Да. Ама да. Да, знаеш дека е над 500 година стар. Може да и по... Мислим дека знаев. Тоа заради првиот филм што таке спомна. Што првиот филм беше спомнато тоа дека кој го зел прстенот, таке фактички го претворил Голум. Прво бил обичен човек. Да, популеку, да. Он бил обичен човек. Хобит. Хобит, да, бил хобит. И кој го нашол прстенот, нели, прстенот го корупирал, сакал да го чува за себе и само за себе. И полека фактички го напре како што е сега. Тоа имам прашање. Прстенот го напре да живи подолго? Да. Што го нема? Могу има изложено животот, да. Чекај да ти кажам уште нешто. Знаеш дека го нема најдено прстенот? Го нема најдено прстенот. Океј, чекај. Нели првиот филм кој го гледавме? Нели Илсулдор? Памтиш кој е Илсулдор? Да. Тој што го утепа Саурон и што го зее прстенот, нели? Пацети ме? Нели? И после него ги има нападнато, има умрено. Добро. И прстенот е загубен у рекат Уандуин, мислам дека така се вика реката. Момент да проверим, Андуин. Кај загубен е таму прстенот некои 2000 години. После на 2000 години Смигол и Дигл, мислам дека така се викаше. Кај ги има најдено Мигл и Дигл. Да. Дигл ги има кај најдено прстенот и му ги има покажано на Смигол. И Смигол ги има утепано Дигл за да го земе прстенот и после тоа има избегано и си има криено да Мисти Маунтенс таму, у еден премин, у едни пештер. Некои 500 години, така нешто 400-500 години. И зашто нормално прстенот е магичен и му го продолжува животот да живе многу подолго, ама нели пак телото му остаро и тоа. Нешто ка Назгул, нели Назгулот исто са при прстените они што ги има сака
безсмртни, духови состанати тоа, нели? Стан... Да, затоа има ка сплит персоналити, зашо нели ме прашуваше, зашо има да нема ка сплит персоналити? Да, зашо едниот персоналити му е смигал, другиот ми е дигал. Сварно, јако, окей. Да, од другар му што ги му тапано и затоа тие две страни се караја цело време. Мрднате. Деловно заради прстенот, деловно зашто има затворен, има живено у пештера сам ка 500 години затворен, ме разбираш? И тоа донесува да се мрднеш, мислам дека. Чекај, сварно карактерот од неговиот другар се пренесе кај него или Не, затоа ти кажам, се да знаеш. он само се мрдна до толку што мисли... Сега следно кој ќе гледаш и ти би мал се жал, ќе биш ка го тепа другар му заради прстенот. Не е добар човек. Иако нормално Саурон нели ги имаше заробено у почетокот првиот филм и го мучеше за да знае кај е прстенот, ама Да. особено за тоа, да. Океј. Cool lore, искрено. Па тоа зборев, нели, Мислам, да. технички Фродо ги има, го носи со него прстенот некои 4-5 месеца до сега, мислам дека, од кој има тргнато, има пројдено. Да. И овие филм се, у првиот не се гледали толку, но овие почнеш да гледаш дека усари и почна да има и на него ефекти прстенот. Добро, никој не е добар човек околу прстенот технички. Освен ако можеш ефтено долго време да го или да издржиш моќта од прстенот, ама и тоа дури нема да трае превише толку. 7 месеца мислим дека целата приказна, а до вдека би било негде 5 месеца, ме разбираш? Зашо има уште еден куп, нели имам уште еден филм кај што ќе се задешава уште еден куп ствари тоа. Затоа мислим ти викам дека нешто ка 5 месеца, дека го носи со него, што според мене пак 5 месеца со тој прстен е многу. Превише. Никој до сега не издржа толку, ниту мислим дека може да издржи толку, освен можеби Гандалф. Не, Гандалф рече дека ако го чепне уопште ка ќе му треба 2-3 дена само. Технички единствен има у книгите еден карактер што е ка нешто не му делува прстенот, ама братот го мрзи диде да го ништи, така да мора да е Фродо, да Том Бомбадил, ама го нема во филмоите, ама да. Што сакав, чекај. Како може Фродо да го носи прстенот толку долго време без да го ефектира као другите? Го ефектира, ама Фродо е хобит и е добар човек што не сака многу од животот, ме разбираш? Значи, кога треба да бидеш добар човек и да немаш превише желби. Да немаш желби, зашо Боромир, така? Боромир беше добар човек, ама сакаше многу да го спаси Гондор, нели? И затоа сакаше му го украде, нели, да го земе прстенот за да го спаси Гондор. Иако тоа е, нели, многу добра цел и технички дел од целта да го победи Саурон, нели, ама пак ќе го искористеше за тоа прстенот и ќе го корапнеше многу брзо прстенот, ме разбираш? Например, разбирам. Фродо или Арагорн, ќе земе пример, нели, сега не ми треба прстенот, затоа што сам да направам, може ми без него, ме разбираш? Затоа сака, они може некој време да го има, или и Билбо, нели? Дадо му што го имал, Чишко му што го имаше кој знае колку време прстенот, ама беше ка човек што не се замара со многу ствари во животот, се замараше со пишување поезија, ме разбираш? Ама да, и затоа он толку долго време го носи. Да, што може да ти направи еден прстен што дава бесконечна моќ, ако единствено што те интересира во животот да пишеш поезија. Фер, искрено. Не може да те направи да пишеш подобра поезија, може да ти направи да живиш подолго за пишеш поише поезија, што нели кај Билбо тоа си има десено, нели, живи подолго, да, и... Океј, значи треба да имаш голема желба за ствари за да те ефектираш што поише прстенот. Да, што поише сакаш нешто, толку поголема е шансата побрзо те коруптира, зашто со све кој оружје, така што има нешто, ти го ветува тоа што го сакаш, ме разбираш? Да, добро, интересно. После нели продолжуваме со како Гимли, Леголас и Арагорн ги брка нели тие урукај
и кај што нели тие бега зашто ги киднапираа Мери и Пипин, нели и Што сама и тебе молце? Па ја ќе те дофрем да ти лор дампам после. Извини, што ти беше прашањето? Нели трга Леголас, Гимли и Арагорн по Мери и Пипин, нели зашто ги киднапираа јоркоите? Да, ги киднапираа Арагорн и тргнале по нив и после тоа тек ме извини. Значи дур по тоа, така сретнува еден голема група војници, така Коњаници. И прво кога се скриле, нели, ама после тоа излезе овие Арагор, така да ги праша, фактички или кога да ги повика. И после тоа Да правим муабет со нивниот водич поточно беше, така? Да, нивниот водич, да. И први малу беа таке, нели, беа кога не исплашени, току кога не беа сигурни кои се овие, да се непријатели или пријатели, а после кога средија тоа, им кажале дека имале борба со оркој пред некое време и им кажале можно е да ги виделе кога нивните другари, ама не ги видоа и може да се више мртви. Да, нели, поточно, нели, водеш им беше Еомор, што ги водеше, нели, 30.000 лојални војници на него што му са, на север, зашто Теодин ги имаше избркано. Нели, им кажа дека, да, сретнале група оркои, ама не оставиле никого жив. И им дадоа коњи и им кажа, нели, кај било тоа. Така, кај се десило таа случка. Да. И стигаа таму, нели, после? Да, стигаа таму и фактички гледа изгорено све како мртви тела и они помислеа дека стварно умреле. И после тоа овие Арагон, пошто многу добар детектив, скаут е, братот, фактички Чекај, може да ти кажем нешто овдека што се дешава, ако не ќе ми бија некои људи љути. Нели Арагорн шутира кацига една. го знам за тој дел, сум слушнал дека ги искрши тоа прстите на ногата. Да, глумецот ги ме искршено прстот туека, и ако не ти кажем че има некои људи што ќе ме колона после, затоа морам да ти ја кажем, да. И тоа нели го шутира тоа, и паѓа на колена и почна да плаче. Он плаче зашто ги има искршено прстите, ама глумецот, нели нормално, ама толку е добра таа сцена, е оставена на филмот, зашто толку емоционално плаче братот за Мери и Пипин. Иако плаче, зашто ги скршил ногата. Многу добра импровизација од страната на глумецот. Тоа стварно намам да замислим, кога само ги кршиш и знаеш дека не одма ти текнува дека можеш ова да го искористиш ка емоционална цена. Да, братот дека дрн прстите. Само на земја. Да. Интересна информација, искрено. Тоа го дознав преку интернет некако. Мислим дека дури и Вајде ми го кажа, но не сум сигурен. Ја ти ја немам спомнато, зашто го чував за сега, ти ја кажем. Ти кажав, нели, нема да ти зборим многу да ги гледаме, ќе ти кажем после. Да. Епа, и после тоа, дури беше таки кога клекнат, виде као траге на земјата, пошто е скаут, може да примети дека са од нив потенцијално. Мислим као од овие... Да. Тоа се смеавме, нели, братот ги гледа трагата, има флешбек што се дешавало туека. Буквално, значи ја допира земјава и автоматски што се десило у тој момент. Мислиш негова Знае, овдека прошле. Овдека се одвржале. Овдека се вржале. Значи, да. Знаеш како го замислиам тоа?
братов ги гледа трагеве, ваќе зема малу трава од земјата кај што е трагата и само ваќе со прсите ги врти малу така и само у мозоков автоматски му се пренесе информацијата за он со левата нога оде ступна и после со десната рука ја мафташе ваму и продолжија на кај исток или нешто така, ме разбираш? Многу смешно. Разбирам скаут ама пак некако превише over the top. Да. Океј. Наредната сцена. Така, кој се појавува наредната сцена? Не. Значи, наредната сцена е кога ги следат трагите у шумата. Кај што шумата е фактички као жива, мислим, нормално шума жива, ама у смисла кај што може да се движа, може да збора и све. И Дурче фактички иде низ шумава. Пред нив се појавува као многу бело светло и тоа бело светло е Гандалф. Гандалф the White, не the Grey више. И The Grey Gandalf умре, така ти кажеш, нели? да. И после тоа кога добиваме сцена за како Гандалф, како умрел, бил транспортиран или с неговата душа била транспортирана кај Господ, фактички. И таму седел вајде некое време, а пошто тоа фактички надвор од целиот свет, времето поинаку тече и технички многу подолго време прошло за Гандалф отколку за овие. И кој се поздравува, овој вика Гандалф, кога ти си или нешто така, кој му вика, да, еден од имињата ми е Гандалф. И искрено, ти кажа дека ми излажа, пошто кој те прашав, не, освари, јакој потврд, кој реков сигурно ќе се врати, ти нешто ми рече не, умре. Шо управо беше, умре, ама исто така се врати. Ама гледај, затоа ја ти кажав многу специфична реченица. Реков Гандалф the Grey умре. Не реков дека Гандалф умре. Пазев што зборим. Значи ја пазев убаво што зборим, за да бием право. Да не може после се жалиш дека сум те лажал. Колку беше што кој го виде жив? Да, окей, фер. Тоа искрено прилично зачуден, пошто не го очекував да се врати. Не го очекував да се врати, ама искрено среќен бев што се врати. Мислим, во првиот филм, мислам дека многу некако кратко беше неговиот лик во тој филм. Пошто умрел, ама сега пошто се врати, ме изненади, ама убаво изненадоење беше ова. Убаво изненадоење, бев среќен што се врати. Нели им каже, хобиците се добри, немајте гајле, ама ние треба да идеме на југ да се сретнеме со кралот на Рохан, така? И да им го покаже коњот, што ти каже за коњот, нели, многу важно и го кажува во филмот, дека тој коњ е господар на сите коњи и е најбрзиот коњ некад и братот basically може не да се телепортира, ама дупло побрзо од свите да стигне од едно место на друго, ако е сам. Што нели ако се други луѓе мора да е со нив и е малце поспор, ама ако иде негде сам, одма е там. Одма е там. Да, што понатаму у филмот ќе видиме многу се исплаќа, ќе видиме колку усвари брз. Да, многу е брз слушајка. Да, ама чекај, рано е за тоа. Зашто први луѓе уште не зна, треба да имаме сега за најдобриот глобав да збориме што беше у филмов, нели? Да, нели, кој ги имаше најдобриот глобав по цел филмовија?
Теодин Кинг. Да, значи кралот тој. Да, Теодин Кинг. Фактички, кои стигнале таму до кралството, одма приметиле дека нешто не е уред, фактички, и тој, како се вика, што збореше цело време со кралот, тој со, црна... тој. Значи, први. У други филмови, цртани и све, сум видел фактички, тој динамик, фактички, еден го изманипулирува кралот, му каже што да збори пошто е престар и не може да мисли за себе си, баш убаво, не па за другите. И он го контролира кралот за да добие он тоа што го сака. Што понатаму да знamo не баш тоа, ама ќе стигнеме до тоа, има време. И прво е така, помисли дека тоа го манипулира за себе си, за фактички он да го контролира кралството. Пред да дојда нашите херои, да знаеме дека он го избркал кој беше Елмор, да. Тој што претходно ги сретна нашите херои, така? Да, што е од сестра му, од Теодин син. Исто така дознаваме дека синот на кралот умрел, пред да го избрка, дознаваме дека синот на кралот умрел у борба против оркови. И не умрел одма, уште бил жив кој го нашле, ама кои стигнале више до кралството, или кои се вратиле назад дома, он таму умрел. И после тоа, кога стигнале нашите херои, почнале да се бора со стражарите околу нив, и Гандов успеа да го ослободи кралот. И ја мислев пред да му ослободи душата, мислев че го направеше, да речем, по-свесен да биде за себе си, не знам како да објасним. Но после, кога ја направи својата магија Гандов, дознаваме дека усвари кралот бил контролиран од Сарамон, да. И дека тоа све беше голем план за да го освоја кралството од внутра, фактички. И од како го ослободи, го доби големиот глоуап, буквално. Океј, чекај за глоуапот. Знаеш дека глоуапот не е CGI? Не е CGI? Не е CGI. Практични ефекти. Малце мислим дека има CGI само за брадата. Тоа, нели што му е фасада, све тоа е практично. Како само ми му ставали нешто шминка или нешто така, барем да го направи. Не, имаше, финтата беше нешто му ставале шминка, дори е намрштен. И кој ќе престане се мршти, не се познава. Шминката, ме разбира? И затоа, технички кој е така, само е намрштен, и после само го релаксира фасад и тоа се губи. И затоа така е Да. така изгледа Јас се чудев, тоа практични ефекти. Не е CGI. Тоа е јако. Затоа ти викам, све што можеле практично, све е практично снимано во филмовите. И тоа е една од најаките ствари според мене. Јова ти каже, све е снимано на локација. Со хеликоптери треба да ја таму. Свака им час како ги прави филмове, пошто само покаже дека не ти треба CGI за све. Знаеме че CGI може да биде ако прескупо и ми се допаѓа како фактички тоа, така практично све го прави за да не изгледа
тоа artificial, фактички, нели? И тоа превише ми се допаѓа за овие филми. Тоа. Значи, откако кралот, нели, се врати како себе си, што е, го сакал да го утепа, нели, првиот овие, како се вика, тој што фактички го контролираш. Воротанг, да, Воротанг. Леле, колку глупо име, извинувам. Воротанг, брат. Да вработаш некој што се вика... Тоа му е презимето, тоа му е презимето. Не, тоа му е презимето. Добро, ама ипак, да вработаш некој што презимето му е црв уста. Црв јазик. Црв јазик, да? Црв јазик, замисли. Господине, црв јазик. Брат, не, ова е второ најлоше, па се некого да викнеш што се вика The Deceiver. Така, само му е така името? Не, има Warhammer еден карактер што се вика The Deceiver. Ама, да, Воротанг е второ најлоше име после тоа на некој човек да му веруваш. Буквално, брат, кој ќе го погледнеш само. Дали ти изгледа лик што ќе му веруваш? Не. Од свите ликои, он најблиску е да изгледа како Голум, искрен. Те разбирам. Он е буквално најблиску да изгледа како Голум. Те разбирам. Според мене. Те разбирам. Не знам, брат. Ја не знам кој го запасил. Јас сум првин треба, мислам дека првин више Саурон го мајн контроло, па од после го запасил, зашто иначе нема логика. Нели, тоа е единствен договор што може да се прифати. Да. И добро, кралот пробал да го утепа, ама Арагон го спречи, што мислам дека беше грешка, но нема врска, разбирам добар човек која немој да го утепаш, не биди идеме кај него или не биди лош и ти или нешто таке. И после тоа овие избега, се врати ки овие другиот Саргон, таке. Потоа Го пограба ја син му од Теодин, што исто се викаше нешто на Т, ама не памтим како беше. да. И овие кога се врати, нели, тој Воротанг, Да. Кај Саромон, испланираја напад кон кралството фактички, или планирале, пошто препоставувале дека они ќе пробаат да избегаат фактички, нели, кон целото кралство со граѓаните. И овој Воротанг знаел кој ќе бега усвари, пошто долго време више седел и ги научил своје местата вајда и тактиката. Данга, памтиш војската од 10.000? Војската од 10.000? Нели од кулата кој го покажува таа снимката доле, кој што се нели тие со... Да, со ја орксите што работат туе како у пештера или нешто. И фактички они прават самите војници, нели, Да. Тоа како ги прави војниците и кралството нема толкова број, како немале предност у војници, фактички, ама сепак на крај добро се бореле. И добро, тоа малку попосле, но дури дека и таа тврдина или што беше тоа? Хелмс Дип, тврдина, да. Тврдината Хелмс Дип биле нападнати од орковите и дури се бореле. Арагон беше не фрлен, но технички фрлен, но дури се бореше со еден орк, беше закачен за неговиот маунт. И тоа се фрли самиот од висока од Карпал се фрли у река надоле.
и сите помислиле дека Арагон умрел. Ама нема нешто да прават за тоа. Другариве негови сакале да го бара, ама немале време, мора да продолжи понатаму и си заминале. После тоа, мислим дека добиваме перспективата од Арагон. Не, да, нели првен стига у Хелм's Deep и свите се тажни што нели го загубија Арагорн, зашто нели првен стига жените и децата, зашто војниците останаа да се борат, па стигаа војниците и нели кажува дека Арагорн не е туека и Еовин, што не ја спомнавме, а е важен карактер, е многу тужна, затоа ќе се вратим малце. Нели дропутува таа сцената со јадењето. Да. Тоа ми беше представено, че друг путува, Еовин правеше јадење на Арагон. И она За војската правеше, не само за него, ама да, она не му даде. Она го свиже него и логички прво иде него му даде, нели? Да. И смешно ми беше, пошто она као принцеза и просто никад не готвела и не знае да готви. И кога му го дала тоа, што беше чорба или супа на Арагон, чорбата на Арагон, месото беше уште живо. Да. Месото уште беше живо. И Арагон И ги стора. И ова кој се врти го истура, ама после она пак се врти назад кај него и ги изгори руките на сакајќи. Да. Чекај, мислим дека понатаму га нема уште многу Еовин тоа оваа филм. Затоа ќе застанеме, ќе позбориме уште малце за неја, сега збориме. Да, знаеш дека ова ти кажав, мислим дека, ама она е единствено 3 женски ликови во сите 3 филма. Ми кажуеше, ако други гледавме, да. Да, и у книгите, исто тоа важи. Не, добра, реално, тешко е да напишеш као женски лик, особено кога си женско, ама, Океј, зашто мислиш така? Баш ме интересира. Не, зашто мислим така, пошто сум видел многу пута, така барем на интернет, дека луѓе се поточно мушки автори се жалиат дека не знаа како да напише женски лик, и обично само го пишува како би пишеле како мушки лик. Ама, нели, пак они многу се буна и се мучат со женски ликови, пошто не знаат што, дали нешто подруго треба да се напише кај нив, дали нешто дали поразлично, кој мислим дека ја намора, значи можеш кога што пишеш и мушки лик, може и малу и таке женски лик да напишеш вака. Ама не сум автор, ама тоа што сум видел дека е доста им е тешко. Океј. Сега ги виде сите 3 женски ликови овие филмови. Што мислиш за женските ликови у Господ на прстените? Женските ликови добри се, искрено, ги нема многу, ама мислам дека добро се напишани. И ми се допаѓа кога исто така кога нема да приказна, поготово сега со Арвин, така што беше заљубена со Арагон, да. Незината приказка исто така ми се свиѓа, што Арагон кој живееше уште кај елфоите, се заљуби со овака принцеза, така? Черката од Елронд, да. И овие Арагон отиде на своја мисија, своја авантура, знаечи дека нече може да седи со неа, а ова сакаше да остане, а кod другиве елфои сакаја да иде у друго место. Basically се спремаат да иде у рајот. Па тоа, кога се спремаат да иде у рајот,
А ова сакаше да остане за да го чека Арагон, но татко не ја дозволи. И искрено, колку право беше што не ја дозволи, пошто она е скоро бесмртна. Кога секој ќе живи, а Арагон евентуално ќе умре од старост. А кои други велфои се орајат, она ќе остане у светот, кај што нели ќе има многу болки, фактички само ќе го шета светот и нема ништо да добие од тоа. Што разбирам зашто така мисли татко, разбираш, и жал ми беше за неа што стварно многу заљубена, ама реално така ја истото би го направил ка татко е. И мислам дека многу повеќе луѓе би го направиле истото ка татко е. Иначе, Арагорн и Арвин треба се паралела, модерна паралела на друга приказна што ги има Толкин исто напишано, што се вика кој се викаше Барател Лутиен, така нешто, чекај да видим. Што се вика Берен и Лутиен, што дел од неа ги има напишано на неговиот гроб, кај што обичен човек среќава елф, нели? И се заљубува. Елфот кај што после тоа се откаже од бесмртноста за да живи со човеков. И дел од тоа ги има напишано, нели, погребани се они жена му заедно во ист гроб, тоа и има дел од тоа од Берен и Лутиен на гробот нивен. И ова треба да е паралел. Тие имаат живеено у што се вика First Age. Ние сме моментално у Third Age. Што раче дека еден Age е нешто ка 3.000 години, можда и поиќе. Така да, они живееле отприлика пред 8-9.000 години, така да. Да. И ше најдам, тоа е пуно лор, затоа, ама за Берене Лутиен ме прашаш или за тие 9000 години? Знам Берене Лутиен, знам дека има книга за нив, ама ga немам прочитан. Да, мислим дека нема серија тоа уште направено, ама нема да ме зачуди ако направа. Ама да, нема за тоа уште. Има книга, така ти викам, ама ga немам прочитан. Понова е книгата или Не, тоа ќе не умре некој више 40-50 години, можда и поиќе. Така да. Океј. Не е баш нова, ама да. Добро, тоа глупо прашање, искрено, беше јамо неврска. За дали е понова книгата, пошто секој ќе размисли. За кој прашање е глупо? Нема глупо прашање, ме разбираш? Ама добро, не знаеше, ме разбираш? Не е глупо прашање, се ја знаеш. Да. Галадрил? Чекај, за Галадрил ќе збориме... Галадрил е иначе исто од First Age. Океј. И сега... Значи, Галадрил е исто толку стара, Галадрил е престара. Галадрил е престар. Затоа, ќе збориме уиднина за Галадрил. Има еден куп ствари што се каже за Галадрил. Така да. Галадрил е нешто ка 9000 години стара. Елронд е помлад. Елронд е нешто ка 4-5 мислим дека така нешто. Елронд е помлад. Чекај да се вратиме на тоа со Еowyn и Арагорн. Нели, Еowyn го праше, ти си се борел со дедо ми. Така ми кажувале приказне. Не. Да, со дедо. И она го праше, чекај, вистина? Па да бе. Беше нели,
Па ти мора да си барам 6, не. 70? Не. 80? 87. Значи, да, и ова ќе збориме, значи, увиднина, пак, отприлика ти ги кажем некои ствари, зашто ти рече, сакаш да гледаш све, што уклучува овие филмови, Хобит филмовите, и после Rings of Power, што никој ги нече Rings of Power, ја ги неам гледано, ама ги имам читано лорот за тоа, така ќе гледам со тебе за прв пат, и там, тоа е Second Age, Rings of Power се, ме разбираш? У Second Age постои остров со људи што се вика Нуманор. И кај што људите таму се што биле многу добри, не знам што како, се благословени да има многу долги животи. И Нуманор си има преселено ваму и ги има креирано кралството од Гондор и Анор. А ме разбираш? Нели? Илсулдор е кахајкинг на двете кралства. Он е од Нуманор. И Арагорн е, нели, наследник на Илсулдор, така ги има таа кралска линија што го поврзува на Нуманор, што му дава да живи многу долго. Да, basically замисли дека дедо му од Арагорн живел во Атлантис. Нешто таке. Ова не е ништо. Океј. Многу лор, океј. Чекај, добро, нели се смесил замокот и чекај само кажем една ствар, нели спомнавме дека Сарумон има војска од 10.000, таа војска уклучува Урукај, уклучува Оркој и уклучува Дандалингс. Што, нели, Дандалингс беа тие људите што памтиш таа сцена, така што беше Do you swear fealty to me? Нели? Да. Тие се Дандалингс. За нив ќе збориме исто друг пат, зашто има, значи, Рохан е едно кралство. Рохан не е толку старо кралство. Рохан е, мислим дека не постои ни 1000 години. Мислим дека е помалку од тоа. Ама има филм за тоа, како Дандалингс ги има нешто нападнато Рохан, и ќе гледаме тој филм и тој ќе збориме повеќе за Рохан, за Дандалингс, за ова она. Затоа единствено што ти кажем, се што ти е битно за Рохан, ја знаеш дека не потекнува од туека, дојдени се од север и са конјски људи. Ме разбираш? Људи што многу сакаа коњи. Затоа ако примети, цело време јава или коњи и знамињата им се со коњи и штитоите и све име со коњи. Не ги приметив штитоите, ама добро, интересно. Да, и на штитоите има нацртано коњи. Многу сака коњи. Океј. Да, така да Еowyn е хорсгрл според мене, ама да. Добро, и да. Океј, направимо пауза малце овдека, се вратиме што се дешава Фродо и Сем, може? Океј. Кој стига, нели, кај први проаѓање сме учуриште, така, The Dead Marshes, така се вика. Да. The Dead Marshes, да. И фактички Фродо паѓа у водата, пошто прво ова Голум ги предупреди кога да не гледа у водата, да се паза. Фродо не го послуша, погледна у водата и гледа људи и кои праша за нив. Добив Голум одговори дека овие се ствари како мртви тело пред 1000 години. Што дивните мислим дека се повеќе така нешто. Мислим дека се повеќе дека не 1000, туку 3000 години, ама да, така нешто. Ако не грешим, треба да се дел од армијата што биле, нели, Елронд, Гил-галад, да, против што ги има победено, оригинално се бореа, да. Саурон. Да. И Фродо
гледа у еден од нив и телото не се однесвестил, но едноставно изгубил фокус и паднал у водата и тога гледамо појче душе како го обкружува и пробува да го повлече што подоле со нив. Фала Богу, Голум го спаси Фродо, го извади надвор водата и го предупреди пак да не му се повтори. Тоа е интересно. Зашо? Интересен лор има тука, мислим, така? Не За многу. водата и за вајда, не знам. Не многу. Не многу. Не. Океј, види, како може за една врата да има многу поќе лор, кај што само да видиме сцена за како пробува да ја отворал првиот филм, а водава кај што има илјадници душе и заробени у неа, нема тоа. Заради што вратата е важна. Вратата ги има направено елфовите за џуџињата, а елфовите и џуџињата се мрза. Ме разбираш? Има цела приказна како си има спријателено и како елфовите им ги има направено вратата за џуџињата и после како целото тоа каза Дун има пропаднато, сушто ги има разбудено Балрогот, ме разбираш? Тоа има превише лор. Немојам се, друг пат ќе да објаснувам. Ама да, вратата има поиќе лор. Океј, ама не можеш да ме кривиш зашто се збунив, поготово некој што прво ги гледа само филмите и не ги прочитал никад филмите. Брато ќе се чуди кога ќе слушне како може оваа врата да е како да има поиќе лор, да е побитно од таа реката пуно со Мочуриште, ме разбираш? Океј. Мочуриште, да, мочуриште. И добро, да продолжиме понатаму. После тоа, мислим дека стига кај... Пред Мордор. Да, пред Мордор стига и гледа како Да. цело поиска, нели, влага унутра и овој Фродо сакаше да влезе со нив, што не знае кој друг пут унутра. Овој Голум ми вика дека има, само што Да. е многу опасен путот тој. Да. Низ пештера или нешто така како што разбрав. Чекај. Тоа се вика Киратунгул, нели? Има друг пут што е низ пештера, што надмина надмина Сморгул, има пут надмина Сморгул, што се вика Киратунгул и планира нели тој да го зема пут, ама пред тоа чекај малку да ти кажам за вратата. Вратата се вика нормално The Black Gate, зашто е така се вика и туека парано туека била победена таа борбата кај што е утепан Сауронон. Саурон, ме разбираш, кај што Саурон утепан е туека се водела таа борба. И тие луѓите, тие се луѓи, не се оркови, тие се луѓи што се од исто. Да. Нели? Да, па тие преска што ми ги спомни. Кој? Не, тие бе од запад, тие се Дандалингс. Те се Дандалингс сосема други. Данленд, ме разбираш? Не, Да, тие да, се други, окей. тие се други. Овие се од запад. Овие се од исток. Овие се, нели, тие се Дандалингс. Овие се Истерлингс, што доаѓа од исток. Искрено немам многу информација у книгите за нив. Она са од исток му служа на Саурон и има слоној. Или Олифанс, како што ги вика у книгите и у филмовите, нели? Да, Олифанс. Да. Не. Тие се скроз други луѓе. Едните се од запад, едните се од исток. Скроз различни култури, скроз различни луѓе. Да. Ево добро. Интересно, не знаев. Мислам дека се... Нема гајле, зашто викам, за тие Дандалингс ќе гледам и филми, ќе правам поише муабет. За овие
нема толку, мислим дека За- кој ќе правиме да. муабет зашто ги има во филмове. Ќе збориме нели малци за нив Right. нареден филм што Okay. ќе ги има, Okay. зашто Фала што ми разјасни. нормално, ама И- после од други серии или од тоа ги нема толку. Ама да, има слонови. Тоа е најважното, знаеш за нив. Има слонови. Да. Добро. Има Сем? слони, окей. Добро, интересно. Сега, после тоа, нели, заминаја, понатаму, први, нели, овие другиот, како се викаше, не Фродо, туку, да, Сем, не сакаше да иде по тој пут, не му веруеше на Голум, не го кривим, што не му веруе. И, ама Фродо е као, дај, ќе му веруемо, ајде му дајемо шанса во оно. Фродо мислим дека више до сега не само што Да, нели да, Гандалф му кажа да му веруе или да не го тепа, туку пошто он нели почнува поголем ефект да има прсенок врз Фродо и го разбира поише Голум до негде како се осеќа, мислим. Овде, пошто го разбира, знае како е. И добро, они заминале по тој пут и Да. нели, Уитилиен влага, така се вика тоа место. Да. Зашто измеѓу тоа се место се вика Итилиен. Нели и ида таму и се среќава пак со армија од Истерлингс, така? Да. И некои луѓе се појавуваат нигде и ги утепува. Да. Памтиш? Да. Да. Да памтиш од кога беа водени тие? Кој им беше кај лидер? Брат му на тој како се вика? Фарамир, брат му на Боромир. Да. Знаеш не лошата ствар? Да. Го памтиш по брат му. Буквално го памтим заради брат. Не, татко му беше управо. Боромир беше подобар. Не. Не, Боже, не. Не, го потврдил, татко му ше рече. Фактички. Да беше Боромир, ќе запамтеше. Боромир, не. Фактички, татко му на овие двајца го сакал многу повеќе Боромир. И Да. за све буквално, значи, у nutshell, што им било разговоров. Иди ти да се, он да ги Боромир да ја води војска или нешто таки, што беше, нели? И Да. Боромир не сакал нешто, нели, се караше со татко ми и брат му доаѓа и ка, тато, ја можем. Што можеш ти? Никој ништо не можеш. Брат ти е 100 пута подобар. Не, нешто беше ка. Ти требаше да заштитиш Осгилијат. И не успеа. Да беше братич, успееше. Буквално, да. И буквално сега со ова го потврдив тоа. Ама нема врска. Да потврди дека Боромир е подобар од Фарамир, иако ја сум имам спротивното верување од тоа. И ќе те разубедам, ама нареден филм кој ќе гледаме, зашто Right. Фарамир е подобар од Боромир. Прва ствар ќе така му сеја, Боромир потпадна под влијанието на прстенот одма, нели? Да. Што се вика, го падна тестот. Дор Фродо му го понуди прстенот на Фарамир и он го одби. Сега ти кажи ми кој е подобар. Окей, добро. Ти кажи ми кој е подобар. Фер аргумент. Ама добро, чекај да видим поиќе за ликов. Добро. Што викаш, чекај.
Боромир го гледавме цел филм. Овие го видовме цели 10 минута можда. Буквално. Значи немам уште доста информација за кажем за сигурно. Да. Нели, ги заробија нели Фродо и Сем, после ги однесоа у едни пештери у Итилија, Да. потаму ги однесоа у Озгилијат. Дан те интересира Озгилијат да ти објасним што е. Може. Ваќе. Значи, спомнавме преска, нели, дека луѓето од Нуманор дошле на Мидл-Earth, така? Да. И создале едно кралство на север, Анор, и едно на југ, Гондор. Нели? И се изградиле два замока, две куле, што се вика. Минас Тирет, што е едната кула, и другата Минас Моргу, што мислим дека беше Минас Анор порано се викала. Се вика Минас Моргу. Порано била Минас Анор. Измеѓу тие две куле, ме разбираш? Да. Изградиле град на река. Ме разбираш, на рекава Анор, измеѓу тие две куле има изградено град. Градот се вика Озгилијат. И тој им бил главен град, све дор немале граѓанска војна и градот не бил уништен у таа војна. Граѓанска војна. Има луѓе што живеат, да, има луѓе што живеат таму, ама повеќе ека за одбрана, ме разбираш? Да. За да не може орко или нешто од Итилијата или од Мордор да навлезе у Гондор. А зашо имаше граѓанска војна? С долга прига, значи збориме некој друг пут. Ама да, не нормално не се согласуваја, зашто иначе ќе ти кажам од сега, Гондор нема крал и немал крал некој 1000 години, мислим дека. Ајде. Нешто таке. Да, зашто нели Илсулдор бил крал на Анор, нели на Северното кралство, а брат му бил на Гондор, на јужното. Да. И лозата од брат му, таа нели што са краловите на Гондор, има умрено свите наследници, нели од мушка линија тоа, и моментално Гондор е воден од Стюартс, што basically што му биле ка помошници на кралот, ме разбираш? Да. Секој крал имал ка десна рука и сега нема крал, туку има само десна рука на градот. Да. На државава, на Гондор, што технички он га води. И татко им од Фарамир Боромир е моментално тоа, the Steward of Gondor. Па да. Добро. Да, важното е да знаеш дека нема крал. А иначе, чекај исто веќе да кажем, зашто нели кралот има изумрено тоа, ама од мушка линија. Да. Да, зашто од женска линија Арагорн е наследник на Гондор. Ама од женска линија, ме разбираш? Да. Од страна од мајка му е наследник на Гондор. Океј. Значи, а се женската линија остана, значи. Да, ама нема крал, зашто ме разбираш, кралот Арагорн беше на север, ме разбираш? Да. Океј. У Арнор, нели таму живееше? Да, У Анор на север што му е кралството што беше, што е престанало да постои некое време више, ма добро, да. Таму нели беше? Да. И сега, да. Океј. Да, и нели седа во Озгилијат и Фарамир Озгилијат е нападнат, исто нели од Назгул и од армија од оркови, нели? Да. Тие што ти кажав што се Назгул на Foul Beast. Рејта ги како изгледа од 1 до 10. Назгул and Foul Beast. Момент. Ги сршеш да видиш како изгледа? Да.
Не гледаше, Да? мислим дека ќе ти излезе спойлер еден. Чекај да видим. Нема да... Нема спойлер, добро. Има спойлер малце надоле, ама не скројале многу. Окей. Гледај само првите слики. Окей. Значи, ова Назгул On Fall Beast, така се вика тие. The Fell Beast. Изгледа кул. Шо? Изгледа Да. кул. Изгледа многу ка Кул? Назгул, така е ка изгледа многу ка Death. Фактички нели ка концептот на смртта у фактички медијата. И што нели е фактички ка има облечено црно, има ка пулјача стено и фактички ка костур. Ама искрено добар. Ка не за мене не е ка кузнеш ова изгледа кул многу. Дали би рекол дека ова е апгрейд? Знаеме дека апгрейд, ама колку голем апгрейд е ова? Од коњи на Fell Beast? Ова е добар апгрейд, мислам. Ова е добар апгрейд. Добар. Ги има промовирано, добро. Дефинитивно, сега ќе гледам стара слика и Да, парадо беа со коњи, нели? Да, пренесе со коњи сега, окей. Кул. Окей. Ќе ја оставимо овие за на крај. Мери и Пипин. Ќе се вратиме сега у Helm's Deep. Може? Да. Боже, кај што знаемо, војската од орковите доаѓа на вечер и се фајта цела вечер, така? Да. Шо мислиш? Прво, шо би ја рейтал од 10 борба? Тоа, The Battle of Helm's Deep. Искрено добра беше борбата. Интересно многу ми беше. Поготово сега кога они нормално беа помалу, но без разлика од тоа што беа многу помалу, издржаа повеќе од колку што очекував. И поготово сега нормално не можеле све. Кога имаше буквално Suicide Bomber, тоа е кај што им ги уништи зидот. Ама чекај, боже, после ќе влеземе, ќе правиме ова без заборава. Рейтајм ми е од 10, значи од 1 до 10 на скала. Од 1 до 10. Првин тоа ме интересира. Ја би рекол 7. 7? Окей, разбирливо, ја би рекол 7-8, тој еха негде. Не е најдобрата борба некад, бил многу подобри. Ама е многу добра. Е добро. Окей, сега први, кој ти беше најмилениот дел? Најмилен дел ми беше кој Арагон го фрли дворфот, пошто дворфот буквално му вика фрли ме. Фрли ме. Зошто? Не ќе можем да скокнем ја. Вика, добро, ама не му кажи на елфот. Не кажи никому. Не кажи никому. Тој дел ми беше смешен и ми се допадна. И да, но стварно многу добра борба. А исто така еден од моите најмилени делови ми беше кога со Suicide Bomber, буквално. Пробува така да со стрелје, да го пука до тебе, али никако не паѓа. Никако. Мислим дека со 3 стрелја ги маја погодено. Буквално. И братов не паѓа. Беше до толку ка локтин братов. Братот беше одлучен, ти не разбираш тоа. Он знаеше што му беше работа и беше спремен да умре за тоа. Брат, гледаш Plants за Battle. Да, братот чарджаше убаво, умре храбро, респект за него, мора нели се да респект за тој човек. Ако е од страната на непријателите, мора малку респект да се покаже. Да, за него мора. Да. И Океј.
Сега исто така. Не мора толку да го опишуваме борбава, зашто мислим дека свите га знаа. Да. И ако не га знае, некој може да га гледа на YouTube или нешто. Да. Така нема толку влагаме у детали, мислим дека, ама мора да дадеме нели наше мислење за стварите, што се дешава ја. Што мислеше за почетокот? Нели ако нели тие доаѓаја и Да. се спремни и на тој стариот не сакаше да пушта порано стрелата. Тоа малу ме изнервира искрено. Зашо? Па, не знам. Обично нели чекаш да ти каже да пукаш, нема да идеш по свое. Ти ја разбирам да си уплашен, као нормално. Ама чекаш да ти каже пукај на време. Не, пошо. Ама добро, човекот го погоди у врат, ме разбираш? Океј, тоа беше добар еим. Морам да признам. Имал добар еим човек. Да. Имал добар еим. Респект за тоа. Респект. Ама пак. Ама не, океј. За почетокот, добар. Добар почеток, ми се допадна и малку смешно беше со стариот, нели, тоа што промаши, ама, ја. Да. А, Океј. исто така, нели, преска што спомнавмо за како ќе видимо колку е брз конјот од Гандов после. Чекај, да. Не, ќе збориме за тој дел. Првин, што мисли, нели, кашо паѓаат зидовиве, нели се повлекуваја назад и назад. Да. Дури на крај се одлучија дека ќе прават лес чарчка и што нели буквално се кашија на коњиве, а само ка идемо. Што мислиш за тоа, нели? Лес чарч. Океј, тоа Од Теодин што ги водеше, нели, на чело со Теодин. Тоа беше кул сцена. Се качува на коњи и само како што ида надоли, пошто тоа путот е тесен, ги фрлја фактички, нели, паѓа оркојто Да, ги стура, basically, нели ги шутира на све страни. Да. Што мислим дека тоа искрено добра позиција за нив, пошто тесен е путот, тесен е мостот и нема многу место за оркоите да се движа. И они буквално со конјите само чарџа, ида напред без да застанува ништо, така. И кул, таа се не беше многу кул. Да. И после сега може да збориме за тоа, за како Гандалф има брз коњи и како доаѓа. Фала што ми дозволуваш. Да, ги имаш дозволата од мене, може да збориш. Фала. Преска кога што спомнавмо, Гандалф има нели многу брз коњ и овде ќе го видиме тоа. Фактички, кои стигнале нели до родината, Гандалф со неговиот коњ отиде да ги бара другите нели војници што заминале. Не, нели они тргнаа кај Хелмс Дип од Едарес, нели? Главниот град. Да. Гандалф тргна да го бара нели Еовин. Да, не Еовин, заминале. Еомор, да. Еовин е женското. Сестра му е Еомор. Не Еовин е сестра му, Еомор е он. Да. Значи, дури градот што кои биле, овие се договориле да кај тврдината, а Гандалф се одлучил да ги бара овие други. Еомон со неговите 3000 лојални војници. Војници, да. И заминали они кон север, кој што знам, нели? Кон север и таму заминали Гандалф. И од тогај до сега не смо го гледале Гандалф но у последните моменти, нормално, кај што мислимо дека готово ќе ја изгуба борбата, тогај се појавува Гандалф со другите војници. Со тие 3000 војници, фактички им ги напаѓа од страна и што им дава ова можност да се да може да се спротистава по и Гандалф со неговата магија нормално помага и така они успева да ја победа борбата. Што меѓувреме. Кажи, извини, сакаш да кажеш? Не, меѓувреме. Осте ќе збориме меѓувреме што се дешавало после. Добро. Колку биарите од таа сцена. Таа мислам дека од овие филм и уопште за Lord of the Rings е една од најпознатите сцени.
и доаѓа Гандалф што се вика у 11 сат. Нели? Да. Кој се разденува више. Нели? Така? Па мислим да и тоа се разделено и 11 сат се вика таки ситуацијата зашто буквално нели толку беа изгубили на ситуација што направија нели што чарџаја basically со коњите и со тоа спремни да умра свите беа. Да. Што беа изгубивме толку, не ја зазадаја тврдинава, ова е задна надеж и баш тога доаѓа Гандалф, нели? Да, што искрено многу добра сцена. Многу добра сцена тоа. Кога Гандалф се појавува со неговиот кон, прво него го гледамо и после позади него доаѓа трча и другите. Да, цела армија позади него. Цела армија, да. И кај што чарџа ги испотепува оркоите демек спремни со копиете, ама ништо. Џабе им било тоа. И успеале да ги испотепа. Што искрено као стварно е од најдобрите сцени во филмов. Иако Океј, чекај сега. Што мислиш за шумата? Има уште две ствари овдека што имам да те прашам, па ќе се префрлиме на Мери и Пипин. Баш. Што мислиш Што мислиш за шумата? Да. За шумата. Искрено Што ги заде орхоите? Што ги заде Што? Шумата што ги заде орхоите кои почна да бегаат, зашто нели почна да бегаат и Гандалф беака не идите у шума, не ги бркајте. Да. За таа шума. Искрено исто така смешна и интересна сцена малку, пошто кај што влага пред тоа се дешава некои ствари и таа шумата пошто кога дрва така се живи и зна да ги напаѓа оркоите, пошто обично кога таа шума само кога пушта да проаѓа кој било кога не ми е толку гајле, пошто дрва се, ама Да. заради некои ствари што се десиле пред тоа, ги нападнале оркоите и заради тоа буквално целата армија умре. Мислим, нели? Или скоро целата. Да. Скоро целата, да. Океј. Добро. Имам уште нешто да те прашам. Данга памтиш, нели се такмичија, легало си Гимли кој чуте по поиќе оркои, така? Да. Дан мислиш тоа дека беше фер надпревар? Беше фер до крајот, само не. Пошто на крајот, значи ваќе, окей. Дворфот колку утепал? 43, така? 8. 48. Не, да. Овој Елфов утепал 47, што технички победува, нели? Ама, пошто тој на овој Дворфов седеше на еден орк што се движеше ептен мало така. Овие го направи тоа final blow, фактички, нели го утепа кој беше пред смрт, што ја мислам дека не треба да се важи. Не треба тоа да се важи, ама тоа фактички му го украл ова килот, му го утепа. Му го зел. Да, а чекај вака да те прашам. Ја мислам дека не е фер, зашто Леголас имаше стрела, Леголас можеше да ги тепа уште пред да се качат над зидовите. А Гимли не можеше тоа да оправи. Да, и тоа. Сори, знаеш што? Ја тоа го мислев на почетокот. Мислим на почетокот од борбата кој почнеја прво со средњата. Као буквално помислев, чекај бе, ти можеш многу поче да утепаш заради тоа што порано он почна. Ама респект за Дворфот што го значи не само што го стигна, го прескочи. Нели, мора да го респектаме за тоа Гимли, затоа. Гимли е само вглоен, ги има тоа респект од нашиот, ме разбираш? Да, бе, Гимлин. Мора. Респект за Гимлин, брат. Да. Затоа ти викам. Да. Гимли е тој. Океј. Да. Дори се дешаваше нели оваа борба у Хелмс Дип.
И пратходно, чекај, ќе почнеме пратходно, нели? Да. Мери Пипин избегаја од орковите и завршија у Фангорн, што е шума северно од Рохан. Што е магична шума, кај шума Енс, што се дрваше збора, и кај што го сретна нели Трибјард. Да. И нели се договорија да направа план тие свите Енс, што направа, им требаше 2-3 дена да направи еден муабет, им требаше поладен да се поздрава, зашто нивниот јазик е многу спор, зашто верува дека ако нешто треба да се каже, треба да се остави многу време за тоа да се каже, и ако не вреди да се каже, онда не би требало да се одзема време. И кај многу ретко зборам, ако збора многу долго. И таке. И нели се договорија, технички филмот не се договара и после го гледа шумата дека изгорена, претходно книгите знае дека тоа се дешава и се договара и го напаѓа нели Айзенгард и умеѓу време да се договара тоа Мери Попин се шета низ Фангорн и наоѓа извор што се користи за ваѓање на дрвата таму, за побрзо раста и го пие и пораснува. Го памтиш таа сцена? Да. Нели ќе се кара кај изворите и Енсот ида го уништува една брана и го поплавува цел Айзенгард и само поплавене, така да, скоро сите умираа. Ортенг, што е кулата у средина од Айзенгард, не е ништо, зашто она направено уште у времето на Нуманор. И ништо не е, ама Сарумон и Вормтанг се заклучуваа таму од страв и Мери Пипин си наоѓа еден куп јадење и табако за пушење и си ужива усред поплава. Не знаеш колку се израдував кој видов како ги уништија. Тоа кога дедот ки што ги убедија дека да ги нападна, нели, овој Сарамон, и брат, толку токава сатисфакција добив, кога видов како апсолутно ги струшија, како им направиле поплава и све, и исто таке заслужено јадење на крај добиле, заслужено јадење. Гладни, знаеш, само јаделе леб, нешто таке, нели, до сега, и искрено заслужено. Ја први ваќе мислев, пред да ги нападна, мислев окей, овие не, разбирам, знаеш, се труда нешто да направам, не гледам да го ефектира, да ефектира толку борбава, нели? И, ама кој дојде овој дел, брат, респект, искрено, многу ми се допаднува. Овој дел, боготово. Океј, Божио. Се ближи крајот на епизодата, значи знаеш дека се треба да те прашам неколку важни прашања. Да. Дал овие филм ги постигна твоите експектации? Дали беше тоа што очекуваше? Искрено да ви кажам, ги пројде. Пошто прво, овие филм 100 пута подобро изгледа и све, мислим, според мене од првиот филм. Може нема одма да приметиш разлика според нели изгледот, но јас зборим за спешал ефектите, за не знам што едноставно подобар квалитет е вториот филм од првиот. И пошто сум сега по-запознат, нели, со ликовите и све, по-емоцијски поврзан. Исто така и бев. Да. И тоа делува. Ешо тоа и општо многу подобро беше од кога што очекував. Океј, што очекуваш за наредниот филм што се вика The Return of the King? Што очекуваш таму да има се? Дали очекуваш повеќе на овие посеќа, повеќе на прошлиот? Кој ликој сакаш повеќе да ги видиш? Сега, за наредниот филм,
очекувам квалитетот или да биде ист како вториот, или да биде полове. Пошто не можам да прифатим да биде полош. Тоа ќе кажем прво за тоа. Второ, за кои лikoви сакам. Наредно се сакам да ги следимо Фродо и овие Сем. Да, Фродо и Сем, што ќе им се деси на нив, како планира овие Голум да ги предаде, нели? Тоа ме интересира што ќе се деси, како ќе се деси. И исто така за Сарамон, пошто нели се заклучија оние у нивната кула, така заробени се технички. Да. И да видиме што ќе се деси исто така со нив. Океј. Онда знам дека ти сакаш да направиш некој аутро, така тоа сам слободно да го аутрош епизодава. Важи. Хвала многу што го гледавте или што слушавте епизодава. Ако достигнавте до овде, свака ви час. Ако сакате поиќе мене да ме слушате, слободно искоментирајте. Кога те сакамо поиќе Божидар, ја ги читам коментарите и стварно многу ме погодувате у срце. Така да, фала ви многу, че се видиме следната епизода.